Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татончо. Јас се извинувам што ме немаше известно време, одредени приватни причини ме спречуваат да бидам во етерот, но ете сум повторно назад и повторно на моје огромно задоволство една жива македонска легенда на македонската рок музика Перо Стефановски, Санаториум. Перо, се договоривме дека ќе разговараме на ти, добре дојде на каналот Татончо. Добре ве најдов. Морам да кажам дека ова ми е прв подкаст, иако доста сум бил по медиумите, по телевизии, печатени медиум, но прв пат ми е на подкаст да гостувам. Така да премиерата вие имате. Ви благодарам за поканата. Овие се нови медиуми, јас се обидувам да бидам еден од ретките кои што не дозволуваат подкастот да се прелее во она што значи мејнстрим медиумите се обидуваат да го украдат овој израз, затоа што сватија дека е добар, така што ги повикувам гледачите да пробаат да ја прават разликата помеѓу ваквиот израз и помеѓу нешто што се гледа дека е класично телевизиско студио со супер опрема и со вообичаените телевизиски водители. Тоа е како да добиете одреден производ кој што е само сурогат од тоа, така што останете со нас, имаме интересни работи за разговарање. Без да бидам ласкав во овој наш разговор, јас морам да кажам дека сум дете кое што пораснало со метал музиката, и тоа во 90-тите години, кога за да се слушне парче метал требаше да се чека некоја рок емисија, некоја рок програма на радио и такви работи, така што не беше достапноста како сега. Па би сакал да те прашам што значи металот како посебна музичка, но и посебна поетика на изразување. Како го доживуваш ти? Па јас како го доживувам? Јас не љубам многу да вршам некакви градации на музиката. За мене музиката е уметност, тоа е само начинот на израз. Оставам други да се бават со тоа, нели, дали е рок, дали е метал, или внатре во металот некакви поделби, дали е треш метал, дет метал и така натаму. Значи, тоа е дел од мене, мој начин на живот, мој начин на размислување, мој начин на израз. Како ќе го наречат другите, нека го нарекуваат, ете метал нека биде. Да. Морам исто така да бидам провокативен сега и да прашам за постојаното поврзување на металот со сите можни девијантни појави, иако статистиката на девијантните појави го кажува сосема спротивното, дека одредени други музички изрази или, ако сакаме, субкултурни изрази се поврзани со насилството. Како метал заедницата се, како да кажам, пере од таа лоша дамка која што упорно одредени кругови ја фрлаат врз метал музиката? Па јас не би рекол дека метал музиката може да се поврзува со насилство. Како што кажа, многу други луѓе што слушаат или свират поинаква музика, можеби повеќе се поврзани со насилството. Можеби тоа некои го поврзуваат со текстовите, иако текстовите не мора да значи дека го величаат насилството или девијантните појави. Некој пат или во повеќето случаи се укажува на тие девијантни појави без маска, без што се вика влакно на јазикот. Тоа, например, и ние го правиме во нашите текстови, го покажуваме патот кон светлината, не ја величаме темнината, само покажуваме дека таа постои, таа е во општеството, и таа е во луѓето, и сите треба да работиме да ја искорениме или барем да ја минимизираме за да одиме по патот на светлината. Значи, од аспект на нормалноста, јас навистина прво треба да дефинираме што е тоа нормално, а што е тоа ненормално однесување, па за да можеме да кажеме дека метал музиката спаѓа под одредена
девијација. И јас можеби би ја нарекол необична, а зашто би била девијантна? Значи некоја друга музика е музика, нели, како што некој ја дефинирал дека треба да изгледа музика, а сега металот е девијација, нешто што не е баш тоа. Значи јас не би можел да се согласам со тоа дека е металот некоја девијација. Само е може некој посебен или автентичен израз преку кој се дава креативноста на артистите или на начинот на кој што го доживуваат фановите. Јас би сакал да цитирам делот едно од најпознатите песни на Санаториум за да го илустрирам ова, дека всушност укажување на темната страна, но како Јас би рекол, треба да се завртиме околу себе и да видиме во каков свет живееме и дека ова е актуелно и ден денешен, иако мисле че и рани 90-ти напишано. Така, во раните 90-ти без неа војните во бивша Југославија, што можевме сите ние на некој начин да ги почувствуваме, а постојано светот е под некоја војна, под некоја репресија кон некого, кон нанесување неправди кон некого, и до ден денес таа слика не е надмината. Дури во одредени делови на светот може да се види дека уште повеќе се разгорува и е посурова. Значи, од тие причини тој текст и таа порака е се уште актуелна. Тоа е само сурова истина, вистина преку која што ние се изразуваме и покажуваме дека сето тоа е без разум и свест и дека гневот поради таквите состојби во светот е во секого, значи во сите луѓе. Кои беа инспирациите, Перо, со кои што растеше ти, кои што ти изградува да тргнеш кон творештво токму во ова метал музика? Инспирациите, значи кои бендови, кои уметници, кои артисти? Секако сите ние сме од оваа фела што го свириме ова или што го слушаме, или сите не или повеќето од нас сме пораснале со AC/DC, со Deep Purple, со Motorhead, понатаму со тој нов бран на треш 80-тите години како Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, понатаму Testament и така натаму и така натаму.
значи на некој начин со тие светски икони со кои што сме пораснале и повеќето што ја слушаат метал музиката се, можам да кажам, главната инспирација. А како се раѓаше всушност Санаториум, би рекле македонската метал група par excellence? Некаде тоа беше во втората половина на 80-тите, практично Санаториум е формиран 87 година. Во првата постава бев јас, Глупсон бубњарот, Црни басистот, понатаму во таа прва постава беа Миле или Миле Браво, како го знаат сите од кафичот Браво, и Антонио Роб беа во таа прва постава. Јас на почетокот бев само гитарист, не свирев, не пеев. Потоа многу брзо Миле и Тони го напуштија бендот, дојде Рус, Константин Качев на гитара. Во тој момент немавме вокал. Се обидовме да најдеме нешто, ама не најдовме нешто со кое што сите ние како енергија, како слика, како израз ќе можеме да се поврземе и некако ајде на почетокот започнав јас со пеење да бидам вокал. Можам да кажам на почетокот не беше тоа баш многу добро, затоа што никогаш го немав правено тоа и јас се учев и се пронаоѓав себе си, но во сето тоа добро беше затоа што беше искрено, автентично и едноставно без глума, туку на начин на кој што јас и бендот тоа го чувствува, беше тој израз. Со оваа постава практично ги направивме сите позначени проекти во Санаториум, така да после известно време, не можам да се сетам која година беше, Рус заради негови приватни причини да се бави со ликовната уметност го напушти бендот и на негово место дојде Боби Василевски, со кој што снимивме една песна и сега подготвуваме полека нов материјал, нов албум на Санаториум, со кој што за 2 години треба да го одбележиме нашиот 40 годишен јубилеј. И на овој албум ќе бидеме сите како петорка, значи ќе биде и Боби, и Рус, и Црни, и јас, и Глупсон, и на некој начин тој јубилеј ќе го одбележиме на таков начин и новиот материјал ќе биде како петорка, значи со 3 гитари, да речем, ќе биде. Така, одлично, ќе звучи добро со 3 гитари. Се надевам. Сега, зошто Санаториум, генезата на името? Па, некако на почетокот имаше повеќе предлози. Сега од оваа перспектива јас не можам да се сетам кои беа се и меѓу кои беше и името Санаториум. И кога дојде практично првиот настап, првата свирка, мораше да кажеме име на бендот, како се викаме, и тоа беше Санаториум, што на некој начин можеби и самиот израз има самото име на бендот е поврзано со еден дел на текстовите на Санаториум, кои што покажуваат или укажуваат на потреба од подобрување на карактерот на луѓето, на менталната свест и за сите работи што ни се случуваат, нели, и ни се случувале. Една работа, преслушувајќи ги вашите песни, ми се наметна како прашање, колку има панк влијание во вашите песни? Па има и панк влијание. Всушност ние во тој период
се дружевме и со луѓе кои што слушаат и рок и метал и панк, значи нашата релација беше меѓу коцка каде што се всушност се дружевме или се собираа во тоа време панкерите, на кеј кипици, металци, рокери, сите заедно бевме во МКЦ или тогашен Дом на млади 25 мај и на некој начин можам да кажам дека има и панк влијание во изразот на санаториум. Сега едно актуелно прашање, доколку санаториум би почнувале не во 80-тите години, туку во 2025 година, со сите состојби на сцената. Колку би го имале, би го повторили истиот успех ако почетна година во 2025 година? Се имате младост, ентузијазам, се, но условите се тие што се денес. Па, како да кажам, не знам или не можам да кажам што би било кога би било. Едноставно, тогаш така сме размислувале, сме свиреле. Сега не знам доколку сега би биле оформени, дали и колку би постигнале, дали се полесни или полесно било за екзистирање сега или тогаш е многу релативно. Тогаш било многу тешко во тоа време да се сними материјал, да се излезе во етер, да се издаде албум и така натаму. Сега тоа е многу подостапно. Па и самите музички инструменти, не само студијата. Сега вие имате избор во денешно време без никаков проблем. Можете да снимите албум како бенд. Тогаш не било баш така. Имало студијата во македонска телевизија и уште неколку приватни студија каде што снимањето било релативно скапо. Од друга страна, тогаш сме морале да се снаоѓаме со инструменти како знаеме и умееме да ни донесат од надвор, затоа што во тоа време многу тешко можел човек да купи квалитетен инструмент на овие простори, додека сега има специјализирани продавници, што сакате или што ви треба, тоа ќе ви донесат. Во тие времиња не било баш така, сме позајмувале често пати дали за концерт или за снимање, или сме изнајмувале опрема. Сега тоа е подостапно. Од друга страна, со појавата на интернетот и сите овие платформи каде што има музика, има толку големо, да речам, фигуративно бомбардирање со музика, со постојано секој ден нешто излегува, нешто ново. Многу е тешко да се задржи фокусот на одреден артист и да се слуша. Порано, да кажеме, тешко било да се дојде до тоа, но ако постои приказна, постои квалитет, кога ќе се издаде албум, човек оди во музичка продавница за касети, потоа цедиња, плочи и така натаму, ќе купи албум, ќе го однесе дома и го слуша по 100 пати. Денес во денешно време ќе издадете песна, таа после една или две недели веќе е стара, затоа што за 2 дена, за 3 имате наплив од многу други песни и фокусот во денешно време е многу тешко да се задржи, што да кажам од една страна за да може да сними материјал и да купи инструменти за еден млад бенд е многу подостапно, од друга страна за промовирање со оваа интернет глобализација како на бендови од странство, така и домашни бендови, многу тешко може да се задржи фокусот. Во времињата порано политиките за промовирање на домашна музика
беа многу поизразени и завреднување на домашна музика. Сега, во денешни времиња, тие уредувачки политики на радија, на телевизија и така натаму, многу тешко вие ќе видите од домашни бендови видеа да се пуштаат спотови, да има емисии музички каде што на некој начин ќе им се даде можност или ќе ги стават домашните артисти во фокусот. Младите бендови сега од овој аспект се, можам да кажам, во многу понеповолна ситуација. Да, постои интернет со целиот тој наплив на информации, но сепак и печатените медиуми, а и телевизиите треба, како да кажам, да дадат фокус на повеќе на домашната култура, на домашните артисти. Често пати сум имал дискусии со луѓе и дошло прашањето, Америка, Британија се, да кажам, музички велесили, конкретно за метал музиката. Погледнете, вие во Британија сигурно има илјадници бендови и музички артисти кои што екзистираат или го бараат светло под сонцето, одат во Лондон или во Нью Йорк или во Лос Анџелес, или не е битно, во тие големи музички центри што се. Но ако погледнете, сите големи метал бендови, сега зборувам конкретно за металот, се британски бендови. Iron Maiden е британски бенд, Black Sabbath, Motorhead се британски бендови. Значи, мене никој не може да ме убеди дека некој ќе отиде во да бара место под сонцето од голем број земји во светот, во Лондон, да направи нешто, а тоа многу тешко оди да го направи. Никој не може да ме убеди дека само британците се добри во креирање музика и во снимање и во промовирање на тоа. Но по тоа можам да видам дека како политика, како простор или можност за културна асимилација на светот, најголемите бендови се британски, иако таму има музичари од цел свет. Мислам дека овој момент многу недостасува кај нас да се даде повеќе простор на домашните артисти и да се даде одредена подршка за презентација на македонската музичка култура и овде, а и надвор од Македонија. Многу е неубаво чувството, особено за младите. Нас веќе на овие години, или за нас тоа не би имало големо значење да сега некој да ги промовираме санаториум, бидејќи ние низ времето сме го направиле своето, но ако погледнете последниве, сега исправете ме ако грешам, ама сигурно барем 20 години јас не сум видел статусно некој бенд од Македонија да се издигне на некое повисоко ниво, да створи поголема група на фанови, следбеници, да стави позначаен печат за оваа македонска музика и култура. Така да овие артисти кои се уште екзистираат од 70-ти, 80-ти, 90-ти години, биолошки нашето време ќе измине. Не гледам статусно да се даде некој придонес како политика на нашето место и на местото на сите тие артисти кои што екзистирале во тоа време,
да добие одреден статус и да го продолжи патот, затоа што не велам дека нема фестивали, дека не се организираат свирки, И тоа настапи, сакав да но прашам, каква е сцената, каква е состојбата со сцената сега? со сцената има бендови, има и ќе има бендови. И порано, да кажам, кога ние сме почнувале, и сега има бендови. Можеби недостасува малку поголема поддршка во смисла на државна и медиумска политика, нели, да се даде малку повеќе и простор медиумски, а и кога се организираат одредени настани, да се даде простор, значи, на нашите артисти. Во смисла, кога има буџет, логично би било да се повикаат и да се даде примат на домашните артисти или сцена, но кога нема буџет, тогаш се обраќаат кај домашните. Јас тоа ви го кажувам од искуство, затоа што сме го минувале тоа. Нели, кога има буџет, обично нема никаков проблем да се дадат енормно високи пари за увоз на артисти, да се креира некаква програма или музички настан, а кога нема буџет, тогаш се обраќаат кај домашните, ако можете да излезете во пресрет или, ајде да кажам, некој си хуманитарен настан или поради разни причини, па друг пат кога ќе има, пак ќе ве викам, и тоа не се случува. И ние од тие причини, како санаториум зборувам, таквите ивенти до максимум колку што можеме ги избегнуваме, затоа што нема потреба никој, ниту нас да не излегува пресрет, ниту ние некому. Едноставно, ние во целата наша кариера ниту еднаш не сме ниту побарале, ниту добиле некакви пари или буџети за екзистирање. Целото наше постоење од почетокот до сега е исклучиво на комерцијална основа. Значи, имаш публика, ќе се плати одреден хонорар, затоа што сепак носи и многу трошоци екзистирањето на сцената и така завршува. Немало, нели, да покрие нешто министерство или некој спонзор, па овде да организираме некој настан или концерт, или уште помалку со државни пари да одиме некаде во светот како санаториум. Така, она што ми е фасцинантно пред да одиме на некои поконкретни работи околу вашето творештво како санаториум, ме интересира како одолеавте да не омекнете во изразот, затоа што тој процес на омекнување е некако специфичен за сите, значи, бендови кои што поменуваат, значи, децении творештво и се разликуваат од тој ран период, некако како да се омекнува, како да се стилува. Јас слушајќи ги вашите понови песни, го осеќам истиот тврд специфичен израз на санаториум. Како одолеавте на тоа омекнување? Па, не знам дали ние одолевавме или ние само го свириме она што го чувствуваме или што ќе излезе како креација. Не поаѓаме да креираме музика дека мора да биде потврда или мора да биде помека. Ако тоа излезе од нас како израз и ни се допаѓа на нас, тоа и ќе го пласираме. Значи, онака, брутално, како што ни доаѓа од внатре, така и го свириме. Значи, не одиме со калкулација дека треба да биде сега потврдо или помеко. Едноставно, тоа сме ние што сме и тогаш и сега. Што е составен опусот, значи, на санаториум? Колку албуми имате, колку песни? Па, не знам сега колку песни, искрено не сум ги ни бројал. Значи, прво имавме некоја демо касета, потоа го снимивме албумот
на работ на разумот. Од турнејата во бивша Југославија и во Унгарија издадовме во живо видео Life in Hungary во Сегедин концертот, потоа албумот No More, па реиздание со некои траки, некои песни во живо и две нови песни во Себе умирам и секој ден. Албумот се викаше Санаториум, нели, потоа издававме синглови. Имаме 4 сингла: Молитва, Кажи не, Молк, Параноја. И сега работиме, веќе се песните изработени, може во ситни детали или финеси да претрпат некои може мали модификации. Деновиве почнуваме со снимање на 9 нови песни, да ги завршиме, некој видео да одработиме, да видиме што друго ќе направиме, да се подготвиме за тој 40 годишен јубилеј, што не е малку да се обстане во овие услови во Македонија, 40 години на оваа сцена. 2020 ние го правиме. Така, 2027 треба да се случи тоа, така? Да. Така. Други бендови видов во вашата биографија, во твојата биографија, значи други бендови во кои што учествуваш? Бридж, Брига доде. Брига доде, окей. Брига доде, значи, ајде да речем, тоа е некој хардкор или грайндкор. Таму сме јас, Глупсон бубњарот од Санаториум, Божо на бас и Дарко вокал, и во одреден период Борче на вокал беше. Значи, имаме повеќе песни таму, издадена и плоча која што е снимена на настап во живо во Словенија, и некои синглови имаше. Имаме повеќе пати свирено на турнеи Хрватска, Словенија, Австрија. Имаме свирено во Лондон и Морекамбе во Британија. И мислам дека одлично функционираше. Штета што не издадовме студиски албум, иако се надевам дека, или барем имаме желба дека во скоро време тој материјал што бил од порано и студиски ќе го снимиме како Брига доде, затоа што навистина одлично функционираше тоа, одлично се чувствувавме и тоа таму што го креиравме, и многу добро беше прифатено од фановите во Хрватска, Словенија, Австрија, Британија и други земји. Иако освен во Македонија овие земји што ги споменав не сме свиреле на друго место со Брига доде, но повеќе пати бевме на турнеи во овие земји. Понатаму со Киборг, таму е Дарко од Брига доде, Глупсон исто, и Владко Каевски, Владче од Мизар. Имаме неколку студиски песни реализирано, останатите не ги реализиравме, но повеќе пати свиравме на живи настапи во Скопје. Значи, тоа е некој, ајде да кажам, спој електроника со метал, со, да кажам, како некој индастријал слика има Киборг. Со One of Us имаме со Глупсон исто свирено на тој албум. Сме гостувале, нели, со Коки гитаристов во Мизар на Јуда, свириме гитари. Сега учествував на проектот 40 години на Горан Таневски. Сега треба да се случи тоа на јубилејниот концерт. 20 декември, така? 20 декември. Имавме одлична соработка. Се немавме, не знам колку, може 15-20, ако не и повеќе години видено со него. Се видовме, онака се изгушкавме, убав муабет си направивме.
и некако природно дојде за оваа соработка, така да ги отсвиривме, отсвирив гитари и некои придружни вокали кај него. Тука учествуваше и син ми Алекс Стефановски, кој што многу повеќе отсвири од мене гитари, бас, средуваше тапани, работеше на едитирање, на микс, на мастеринг, се бави и со тоа, така да некако убаво се дружевме и еве сега имаме покана да настапиме и на неговиот 40 годишен јубилеј, кој што ќе се одржи на 20 декември во МКЦ. Сигурно има и други, сега можеби не можам да се сетам, нека просто тако, ако некого сум заборавил соработки и проекти, но во главном е тоа. Како е чувството кај синот да се живее покрај докажен уметник? Дали го чувствува тоа како репер кој што треба да го надмине или е сосема опуштен и создава свој идентитет во музиката? Не, опуштен е. Често пати дискутираме за музика, всушност јас немав директно влијание дали тој ќе се бави со музика. Тој самиот посака да се бави со музика, така го гледа кога беше помал тропка и еден ден ми кажа дека сака да свири на тапани. И јас се зачудив, прво му велам, па зошто тапани, толку гитари имаме дома, појачала, опрема, тапани. Не, тоа сакам да свирам во ред. Почна да учи да свири, можам да кажам дека денес е одличен бубњар, научи да свири бас, гитара, нешто ситно клавиатури, самиот посака и навлезе во продуцентските води да може да се бави со снимање, едитирање, миксање, мастерирање на музиката. Тој, ајде да кажам, може со сите обврски многу повеќе со музиката изминатиот период отколку што сум јас. Но кога дискутираме или кога соработуваме рамен на рамен, нема тука, како да кажам, игра некоја на моќ или на диктатура и сабмисија, како да кажам, дека едниот е надреден или подреден за многу работи. И тој мене ми сугерира. Дел од вокалите на Параноја ги има снимено Алекс и моите гитари на Параноја ги снимаше Алекс и при снимањето дури на шега му кажав многу си строг, бидејќи природно оној кој што го работи некогаш треба да даде некој пуш на артистот за некои работи, нели, да се отсвират дисциплинирано, точно, за да ритмички или како израз да тоа после во крајниот производ биде како што треба. Значи во музиката и во креативноста е навлезен, можам да кажам, доста зрело размислува и во добар дел од работите можам да кажам дека и подобар од мене. Сега, од друга страна, па низ таа дискусија и тој го користи моето искуство или видување на одредени работи и во таа интеракција постои размена, не класично родител и син, туку другарски или како музичари меѓу себе, да можеме и двајцата да напредуваме, затоа што никој не е совршен, ниту јас, ниту тој, ниту било кој во светот. Значи, ако можеме и јас и тој или било кој да научиме нешто ново или
да промениме одредено размислување, тоа е добра дојденост. Тоа е начинот кој што може да не води не само нас и секој човек ако размислува така кон прогрес. Едноставно не е трката некој да биде подобар од некого. Ако на таков начин човек се влезе во таква трка, секогаш ќе има губитничко чувство. Во смисла секогаш во светот и овде некој во нешто ќе биде подобар од тебе. И сега идејата е да се биде подобар од самиот себе и колку што може човек да напредува, да учи нешто ново и да биде на патот кон прогресот. Не во смисла надпревар, јас сум од тебе подобар или ти си од мене подобар. Тоа, како да кажам, се ниски вибрации и човек, ако размислува така, не може да оди напред. Јас често пати, кога дискутираме за музика или за одредена креација, ќе ми даде некоја сугестија, ако е помлад и јас сега ќе се запрашам како ти текна ова, или не е човек да го негира тоа. Така да, и јас учам од него и тој учи од мене, така да, на таков начин можеме двајцата да напредуваме, да одиме напред. Така, во еден разговор со гитаристот на Тристанија, разговарајќи, значи, каков тип на музика слуша кога не компонира, кога не свири, бев многу изненаден дека изборот негов е Том Waits или слична музика. И тогаш реков сега кога ќе разговарам со металци, секогаш ќе ги прашувам што музика слушаат приватно. Така што Перо слуша кога не слуша метал и кога не свири метал? Јас музиката ја гледам како уметност. Јас немам предрасуда дека имам проблем да слушам било каква музика. Јас музиката ја гледам како енергија, како емоција, како порака некој нешто да каже, така да немам проблем и било која друга музика да слушнам, која што мене ќе ми се допаде. По и народна музика, нема врска што не е метал. Значи не се ограничувам, зашто ако се ограничувам, тоа е утре и за мојот поглед кон музиката и за мојата креација негативно. Така да за мене не е срамота човек да каже дека некоја страна ако гледа овие метал, се металци и мора само метал да слушаат. Не, слушам и друга музика, се што е добро, или ќе најдам смисла во тоа, или ќе почувствувам таа енергија или емоција и како е креирано и изведено тоа, значи можам да слушам се. Значи нема никаква бариера во тој поглед. Одлично. Перо, јас ти благодарам за ово твое прво гостување во Татунча подкаст. Се надевам дека ти се допадне, дека се чувствуваше пријатно и се надевам дека ќе се видиме пак наскоро. Да, благодарам на поканата. Ми беше мило. Ова е мој прв подкаст, па се надевам дека и понатаму ќе се видиме.